Вечерва прославуваме 3 децении креирање, составање и творење на македонската музичка сцена. Вечерва 30 години Нокаут бенд. Мислам, Скопје вечерва докажа дека се уште има надеж, дека навистина онака е урбан град и даде се од себе онака да не подржи. Максимално видов онака и полна сала и се и фантастично се чувствувам. Како можам да се чувствувам? Твоите очекувања беа исполнети? Па моите емоции на некој начин беа исполнети. Очекувањата се очекувања, некогаш, знаеш, очекувањата ми се и да помине некако по-суптилно, така, да не е со толку народ. Обично не сме навикнати пред волкав аудиториум да настапуваме, затоа што секоја 10 година некако правиме вакви изведби. Меѓутоа, фантастична вечер и што да кажам. Ептен убаво и фала на сите од срце, фала на цела публика што беше вечерва заедно со нас. Какви емоции ви се побудија додека бевте на бината? О, секакви. Тоа се измешани емоции од оние изминати 30 години па се до денеска, знаеш. И убави, и тажни, и среќни моменти, све доживеав на бина што можеше да се доживее оваа вечер. Колку е важна земната поддршка помеѓу изведувачите? Колку е важна, извини? Земната поддршка помеѓу изведувачите? Мислам дека е доста важна. Дека е многу важна. И тој сапорт, значи самите ние би требало по нас по мене да се поддржуваме. Во однос на се она што го правиме, се она што твориме, било каква некоја обработка, доработка, соработка да се прави, да се покануваат гости вака, затоа што така разменуваме искуства едноставно цело време и така се билдаме со добри емоции и со подобро искуство, поголемо искуство. Дали ве радува кога се креира и слуша македонска музика? Најмногу ме радува. Најмногу ме радува затоа што ние некако останавме како да кажем, останавме во стари борци на тоа поле, значи за македонската кауза, за македонската музика, навистина твориме на македонски јазик, стоиме на границата со Србија, со Бугарија, Грција и така и се бориме максимално нашиот јазик да се пее и да се твори едноставно на македонски јазик. Благодарам Пери, ти посакувам убава вечер. Фала ти многу. Игор, кажи ми како си вечерва, како си помина на овој концерт? Журкаве, на 63 години се журкав. Преубаво, виде како реагира публиката. Сето она што го предвидовме на пресот се оствари, така? Баш како што кажавме, неколку илјади луѓе ги пеат хитовите, преубаво, гости, еден куп, и стварно изненадување да седиш во публика и да ги видиш сите тие луѓе собрани на едно место. Навистина огромен успех за Нокаут и многу се радувам за тие се деца за мене најмногу за Пере, зашто и навистина 30 години повеќе од половина живот го има посветено на својот бенд и на овие хитови. Дали ви се побудија огромни емоции додека бевте на бината? Па, ја мислам дека нема човек што се занимава со оваа работа што нема да му биде се едно пред 5-6 луѓе, нели? Таа маса на луѓе, тие наспеани лица и пеењето нивно заедно со тебе, тоа е најубавото нешто што може да се случи. Тоа ми се случи мене, им се случува и на сите гости, а особено на Пере вечерва, он е на 7-то небо сега. Благодарам, Игор, ти посакувам убава вечер. Да сте ми живи и здрави, се гледаме, хајп, чао. Дарко, кажи ми како си вечерва и како си поминуваш на овој концерт? Ти кажам, мене беше најтешко овај од сега, пошто ја не сум пеач многу вака по сцена, меѓутоа публиката ми помогна, одлично беше, фантастично, цела публика пееше на глас. Морам да им честитам на Нокаут 30 години кариера, фантастична кариера, морам да кажам, со безброј хитови, преубаво доживување. Колку е важна земната поддршка помеѓу изведувачите? И
како тип продуцент? Па како не? Ете, они така почна со моја подршка во студио 97-6 година, 6 уствари, и тука ги поддржаа многу колеги у тоа време и ете порасна да дојдат до една од најголемите македонски поп групи, така да секогаш е многу битна поддршката и од медиумите, и од публиката, и од колегите. Дали ве радува кога се креира и слуша македонска музика? Па нормално, јас мислам дека Македонија поготово е како бисер на Балканот музички, имаме свој израз, своја, како да кажем, музика која можеш да ја препознаеш по првите тонови дека од Македонија доаѓа, и нашиот јазик е исто специфичен, има свој ритам, значи кога зборуваш на македонски како на некој ритам да пееш, така да искрено, ете, јас како македонец кој работи на секаде низ Балканот, сум гор што успеавме, и јас успеав бар делумично да ја проширам македонската музика преку мојата музика во останатите култури. Шушка во последно време дека ќе имате некој хит со Боки 13, кажете ми како дое до заедна соработка и помирување? Тоа е една приказна, ама тоа во друга прилика малце со Боки, на вистина неочекувана соработка. Јас со него баш имав некои проблеми кои успеавме да ги надминеме. Свикам, човек не треба да живее у минатото, треба да живее во иднината, и дури искрено јас изненадив од Боки колку напреднал во вокалните квалитети. Мислам дека и публиката ќе се изненади од тоа што наскоро ќе излезе од него. Може ли барем нешто да ни откриете? Зашто се работи? Сега за сега не можам ништо да ви откриам, меѓутоа мислам дека Дали ќе биде хит? Хит ќе биде во смисол сигурно никој не може да даде гаранција, меѓутоа јас сигурен сум дека хитот ќе биде тоа што сите ќе се изненадат дека Боки е многу отиден вокално, напреднал, и јас сум изненаден искрено, и тоа му го кажав и на него. На вистина имаш напреднато, јас бидејќи ние 20 години не разговаравме, немавме никакви контакти, кога дојде во студио, ја не очекував дека он е шоумен, тоа е без, тука нема, не разговараме тоа каков шоумен е, меѓутоа вокално го рачунав, оке, добар е, нормално пее, меѓутоа мислам дека кога ќе чуете како отпеа во студио, ќе се изненадите, цела публика ќе се изненади. Бреј, кажи ми како си вечерва и како си помина на концертов? Ако кажам екстравагантно, пола нема да ме разберат. Така да преубаво вечерва си поминав. Ми се допадна фактот што публиката беше со мене, че јас дојдов да настапам со моите песни, цела публика ги пееше. Така да пресреќен сум. Какви емоции ви се будат додека бевте на бината? Вриштев, дури кажав на овакво, би се соблекол гол колку ми убаво. Вриштев колку ми беше убаво. А дали научарите ги носите само од моден аспект или има некоја позадина? Нема позадина, ама да не... Еве ви ги очите. Што да правам? Морам научари да ставам малку, за да делувам малку по-одморен. Ако тоа ви помага, тоа е во ред. Кажете, Башка сите звезди носат научари и ја морам да носам. кажи ми колку е важна соработката помеѓу изведувачите и поддршка. Види, јас секогаш кажувам да не беше Пере, овој, сврти се жити мене да те фатат у кадар. Да не беше овој и да не беше Васко, не знам каде, ја немаше да се вратам пак на музичката сцена. Они се виновни и они се тие позитивците кои ме вратија назад во све ова. Така да и се разбира убавината од публиката. Значи, кога почувствуваш вајб назад од публиката, тоа е врвот на сите врвови. Ти благодарам, Брейк, и ти посакувам убава вечер. Благодараме на вас. Се неубаво. Одлично си поминав, убава енергија, убави луѓе, убави песни. Не може да си поминеш лошо. Дали публиката ти побуди некоја посебна емоција?
секогаш ми дава некој драйв публиката, иако сум малце, колку што мисла дека сум провокативен, толку сум и интровертен на некој начин. Не знам. Зачекорувам и од таа страна и од оваа страна на линијата. Кажи ми, колку е важна земната поддршка помеѓу изведувачите? Па многу е важна, колку што е важна и конкуренцијата. Она позитивната конкуренција, да сакаш да има со кого да се тркаш на некој начин, нели? Ки изведе некој добра песна, па сакаш ти подобро и така натака. Нашата генерација повеќе тоа го имавме, нели? Он свири гитара, ти свириш нешто што он не знае, па така го имавме тоа. Сега превише се сите пријатели се поддржуваат, малце ни на наша генерација чудно, ама се навикнуваме. Така да убаво е, ама убаво е и малце да има со кого. А дали може би и денешните генерации сакате да кажете дека тоа е неискрено пријателство? Не. Искрено е, но добро, тоа за нив, како нашто конкуренцијата ни стварало, нели, стимул за работа, така на нив поддршката им ствара стимул, така да исти е ефектот, само различен е начинот. Кажете ми, дали ве радува кога се креира, создава и слуша македонска музика? Најмногу. Мислам дека нашиот јазик е многу убав. Она што ќе го кажеш на македонски некако држи вода. Иако странци нас што не разбираат македонски, не слушаат сакаш па кача, одиш, видиш, качиш. Ние не сме свесни како не слуша. Меѓутоа сепак мислам дека мислата напишана македонски е најдобро. Некако, ќе чујам на друг јазик, некако не ми држи, последно па на англиски или што знам. Македонскиот е по себе. Ми звучи македонскиот. Порано не вика, додека бев многу млад, ми вика пишувај на српски, ама ете, звучи кога ќе кажеш ме сакаш, те сакам. Едноставно зазвуче се. Има тежина. Кажете ми, дали вие креирате нешто ново, дали може да очекуваме некој нов проект од вас? Јас, да, имав скоро песна, се вика Ти. Спремаме нешто ново, да, но работам со многу артисти, работам на Hitmaker емисија. Има многу работа. Искачаат работи, да. Благодарам, Александар, ти посакувам убава вечер. Фала, и на вас исто, се најубаво. Тука со нас го имаме Дарко Гроздановски. Дарко, кажи ми како си вечерва и како си помине на концертот? Многу возбудливо. Прв ваков настан со толкава публика. Јане Сантански не е мала работа, не е мала работа, тука е можда едно од најголемите кај на сали, не можда туку е. Чувството беше прекрасно, светла, публика, пеевме заедно, одлично. Какви емоции ти се побудија кога беше на бината? Имаше од најрадосен до која пеевме Срце од ДНК. Искрено, едва и се воздржав да не се расплачам и добив многу добра енергија од публиката, ми направи и звездено небо. Фала им, многу убаво. По време ти требаше да се подготвиш. Па за овој настан, откако добивме информација дека на конкурсот победивме и дека ќе настапуваме како предгрупа на Нокаут, ние од тој ден па до денес не престанавме само на тоа да мислиме, само за тоа да се подготвуваме, за да биде што подобро може. Што може да очекуваме следно од тебе? Еве денес ја испеавме песната Понеделнички, чиј автор е Игор Џамбазов, музика и текст, аранжман Мите Димовски. И за скоро треба да излези официјално аудио, па и видео спот. Морам ти го пофалам вечерашниот аутфит. Кажи ми, кој те подготвува, дали некој се грижи за тоа или е тоа се твоја идеја? Имам помала помош од страна, да, али углавном моја беше идејата. Сакав да видам. Сега го гледав Майкл Джексон филмот. Може би од него зема некоја инспирација. Нормално, Майкл Джексон е еден и единствен, да. Благодарам, Дарко, ти посакувам само успеси. Поздрав, фала ви, хајп тебе.